Дистрикт. Интервју Цивил прес студио и Зоран Иванов со Џабир Дерала. Новинарскиот серијал интервјуа најприродно е да го почнам со домаќинот, со пронаѓачот на Цивил, со новинарот, уредник и создавач на невладината Цивил медија, на Фронтлайн, на бројни проекти и на мал милион авторски текстови полни со живот и енергија, како личен влог за едно општество, за едно наше овдешно македонско општество, за една пизма, а со љубов, за една европска држава и за една граѓанска заедница, за функционална мултиетичност, мултикултурност, за мултиконфесионалност, за европска симбиоза. Википедија за Џабир Дерала, само неколку акценти. Основач на Цивил, Центар за слобода, активист за човекови права, политички аналитичар, поет, писател, издавач, продуцент, рокер, новинар, уредник во Млад борец, Пулс, студентски збор, студентско радио, Радио 103, Лайф радио, Ајден телевизија, Зрак, Јета, Форум, Фронтлайн, да не редам, па другар Џабир Дерала, добре дојдовте дома. Добро ве најдов. По толку години, по толку години Цивил. Товар или радост? Секако дека е радост, затоа што по секој постигнат успех човек нема друг избор освен да се радува и да сака да постигне уште еден и уште поголем успех. Товар е огромен и личен и во секоја смисла на зборот, интелектуален, спиритуален, на некој начин и личен во смисла на моето најблиско обкружување, да, секако дека голем товар. Товарот е во врските или во рейтингот во јавноста? Во врските. Јавноста, ние сме дел од јавноста и дел од таа јавност не поддржува, дел не игнорира, дел не напаѓа жестоко. Јас секогаш се обидувам да најдам утеха, така да кажам, во изреките на големи борци за човекови права, па во таа смисла ми текнува на онаа на Ганди, да ја парафразирам. Прво ве игнорираат, па потоа ви се подсмеваат, потоа ве напаѓаат и на крајот победувате. Кога зборувам за рейтингот е тоа товар, тешко е да се остане на врвот или преврвот. Значи Цивил како невладина организација, како граѓанско здружение, како медиум, во таа смисла зборувам. Зборот рейтинг, особено во овие денови, во овој контекст, во политички контекст во кој живееме и во исполитизираниот македонски контекст, може да зазвучи чудно, меѓутоа секако дека разбирам за што се работи. Рейтингот можат да го имаат и невладините организации, не само политичарите. Рейтинг може да има и приватна компанија и така натаму. Рейтингот би рекол дека е повеќе товар, затоа што колку повеќе влијаете, колку повеќе луѓе ве гледаат, ве следат, читаат и ве ставаат во некаква обработка, толку поголема е одговорност пред она што се прави. Секоја постапка е важна, секој збор се мери 3 пати, што се вели, и тоа секако дека е товар, ако зборуваме за рейтинг. Цели 2 години и Фронтлайн, па како издржува Дерала? Фронтлайн излезе како моја приватна иницијатива. Јас имам сопствена приватна продукција која се бави со филмски, со уметнички и со издавачки проекти. Одамна ја формирана 2005 година, мислам. И решив после долги години да направам да внесам некоја промена, свежина во моето професионално секојдневие. Во многу лош момент одбравме да го направиме тоа, заради тоа што немавме поим дека ќе има предвремени парламентарни избори. Да, за новинарството лошите моменти се добри моменти. Имено за новинарството се добри моменти, меѓутоа кога вложувате во нешто, кога тоа е искомбинирано и со бизнис некоја логика,
тогаш навистина беше лош моментот, но успеавме, 2 години успеавме, тимот е навистина посветен, тоа е посебен тим кој се разбира дека сите мои другарки и другари ми помагаат од време на време, меѓутоа тоа е посебен тим кој работи баш по комерцијална некоја логика, иако се трудиме да бидеме максимално општествено одговорни. Фронтлайн има своја уредувачка политика и концепција која е различна од Цивил медија, каде што исто така сум инволвиран. Јасна е уредувачката концепција, јасен е ставот на Фронтлайн во таа смисла и нема отстапување од тоа. Сакавме со Фронтлайн да внесеме малку свежина во медиумскиот простор, заради тоа што со години наназад забележуваме кај еден дел од медиумите еден лажен баланс. 5 минути за евреите, 5 минути за Хитлер. И сакавме да покажеме дека медиумите впрочем имаат право, па и не само право, туку и повикани се да формираат своје собствени гледиште, свој собствен став и да го промовираат тоа како своја вредност. Која е основната генералната уредувачка политика на Цивил медија, а која е на Фронтлайн? Може ли да се дефинира? Фронтлайн е комерцијален медиумски продукт кој се обидува да добие што е можно повеќе читателки и читатели. Тоа е продукт кој се залага за што е можно пошироко, побрзо, поатрактивно информирање на сите, на целата публика. Со таа разлика што во него има и многу спорт, и многу забава, и многу други комерцијални, би рекол, содржини. Самиот проект на Фронтлайн е забележан и во тоа за нас, каде што пишува, е нешто што е дел од мојата работа. Добро, исто така. на... Тоа е прогресивен, проевропски, антинационалистички сајт. Ќе речете, да, па тоа е исто така и Цивил медија. Мало појаснување за терминот прогресивен. Што подразбира Фронтлайн под прогресивен? Да застапува генерална политика на некоја, не велам партиска, но политичка провиненција, на сметка на друга? Апсолутно, да, тоа е левичарски медиум. Тоа сакав да го слушам. Тоа е левичарски медиум кој се залага за вредности кои се сходни или сродни, односно блиски на левичарските идеологии. Колку што јас го следам и со нагласена хумана димензија во апсолутно, да, содржините. Сакале, неќеле, некако се собра таква екипа што додека пишуваат за одредена случка во секојдневието, ако таа е тажна и трагична, тогаш тоа е екипа која воедно и плаче заедно со сите што настрадале. И која се радува заедно со сите што постигнале некаков успех. Типични левичари, револуционери. Да, емоцијата е многу присутна во целиот тим. Верала, ве враќам на Цивил медија. Секако. Ова студио каде што сме сега е последното новороденче. Има ли крај? Нема крај. Која е перспективата на овој простор? Перспективата е да се обидеме да го опремиме што е можно подобро за да може да биде тоа сепак гледли. Да појаснам, ова е практично телевизиско студио на Цивил медија. Да, точно така. Целта беше да имаме еден простор каде што можеме да ги генерираме нашите идеи во видео формат. Се разбира да ги пречекуваме тука нашите гостинки и гости, да правиме мали онлайн настани, знаете, сега е пандемиско време, не знаеме како ќе се развива, најверојатно е во еден нареден период, извесен период, ќе имаме многу луѓе кои ќе се појавуваат на екранот, а не во физичко присуство, за жал. Сакав да ги нарочно, нели, малку заинет, сакав да ги игнорирам овие локални избори, иако тоа природно би требало да е тема, но ова е сега простори за вашите пресконференции, катадневни практично околу ангажманот на Цивил во набљудувачката мисија на овие локални избори, како впрочем и на сите досегашни Именно, да. Во изминативе 20 години, колку што јас можам да забележам. Во изминатите 22 години, поточно, колку што постои Цивил, ние постојано сме биле во многу блиска комуникација со медиумите, безброј новинари, навистина биле
во контакт со цивил за се нешто, и за изјави, и за материјали, и за податоци, и низа други работи што му се потребни на еден медиумски работник. Тоа што е за овој простор специфично е тоа што ние решивме одеднаш наместо да одиме да изнајмуваме простори, да одиме на места каде што тоа е само мора да се техника, опремува. Покрај се друго што Џабир Дерала, тимот на Цивил и самиот Цивил го има правено и постигнато овие 20-22 години, како што рековте, секогаш блиску до политичките теми, до партиските теми. Не се излажа некогаш Дерала да скокне од таа страна на плотот, да се закачи за некоја партиска или политичка опција? Не. Во ниеден момент се разбира имало безброј разговори, па дури на моменти имало и убедување и сето тоа. Во тоа верувам, прашувам за личните амбиции. Во ниеден момент, јас инаку самиот сум еден од најмладите кандидати за пратеник на првите парламентарни избори. Јас бев политички активен сепак. 90-та година јас бев член на Лигата за демократија, која предводеше професорот Ѓорѓе Маријановиќ, кој исклучително многу го ценам. Потоа тоа беше тој демократски ветер од универзитетот. Именно, тоа беше впрочем во времето на распадот на комунизмот. Да, тоа беше партија која се формираше се уште пред да се донесе законот за Славко Милосављевски, за плурализам, да го наречеме. И да, тоа беше возбудливо време, јас бев на почетокот некаде и на немаше тогаш младински организации, или ќе бевте во младинската организација, се шегувам. После тоа, после Лига за демократија, нели, кога сепак таа партија почна да заоѓа, за жал, за голема жал, бидејќи имаше навистина одлична концепција, одлична идеја за неа, одлични луѓе и прекрасен лидер. Мене привлекоа зелените идеи уште во тоа време, 90-тите години, самиот почеток на 90-тите години, додека едни се виткаа во знамења и одеа на фронтови да пукаат, сето тоа, јас работев на еколошки теми и социјални, се разбира. Одлично. И тука бев еден од основачите на Зелените на Македонија, впрочем. Партија која многу брзо реши да се интегрира во ЛДП во тогашно, и тоа ме натера да размислам малку за тоа што всушност е македонска политичка сцена. Ако може да забележам, Џабир Дерала нема баш кожа за активност во политичка партија. Многу добро ги запозна политичките партии, да останеше Лига за демократија, нешто друго може да се своеглав, по своите патеки, што сам си ги стада, партиите се малку сурови во таа иерархија, клиентелизмот е ужасно присутен. Не верувам дека карактерот на Џабир може да издржи на полу. Не би можел да обстанам, мислам дека се уште во нашата земја има многу големи проблеми со демократската структура. Гледаме, нели, јасна е да овако и тенденцијата, да речеме, на социјалдемократите да ја демократизираат структурата и направија низа преседани, би рекол, во македонската политика, меѓу македонските политички партии. Меѓутоа, мислам дека не е само решението да се променат статутите и практиките, битно е луѓето да го променат мајндсетот, да ги променат аглите на гледање и вредностите да ги усвојат на начин на кој ќе се почитува индивидуата, личното мислење внатре во било која структура. Се обидуваме во Цивил да биде такво нешто, таква една средина во која секој има право да се спротивстави буквално на секого. Често се караме. Но демократскиот централизам функционира. Но нема демократски централизам, навистина некојаш е тешко да се дојде до заеднички став, затоа што едноставно долго време ни треба да се согласиме околу нешто. Често се случува да не се согласиме. Но она што е ваше изворно на новинарството, на она што ви исполнува и што и во овој период многу активно учествувате и во Цивил медија,
и посебно на фронтлайн. Јавниот збор носи одговорноста. Си наметнувате често и товари и непријателства, директни сте во вашиот израз новинарски, предиректни можеби за нашиве околности, кога зборуваме за политички партии, за политички за партиски ангажман поготово, реков тесна е кожата на Џабир Делала за партии, но затоа е широка во фронтлайн и во тој демократски медиум, нели, со левичарска провиненција. Сепак, како на емотивниот Делала, претпоставувам, делуваат, како и кај нас сите луѓе, нели, и новинари, делуваат тие реакции на говор на омраза, на негирања, на едноставно револт од тоа што не припаѓате на некоја друга политичка опција или што ги разоткривате, што ги разголувате до степен на вистината состојбите во Македонија. Знаете, мене ми е многу лесно заради тоа што совеста ми е чиста. Буквално се што правам отворено, на маса е, не е под маса, не е скриено во сенките. Кога поддржувам одредени вредности или одреден човек или одредена иницијатива, проект, било што, јас тоа го правам искрено и до крај, ама онака баш до крај, што се вели. И не се колебам во тоа дали тоа нешто или тој некој го поддржувам, дали има шанси да остане. Тоа се вели без никакви калкулации. Без калкулации, без компромиси. Едноставно, тоа сум јас и мислам дека нема зашто да се плашам после тоа од последиците, заради тоа што јас со цела одговорност сум ги преземал. Спомнавте вашите почетоци и во политиката, 30 години независност, деновиве, нели, одбележа Република Македонија, сега Северна Република Македонија, Социјалистичка Република Македонија, па Република Македонија, сега Северна Република Македонија, тој континуитет, нели? Оди, тешко ни оди. Во европезирањето, тешко ни оди како по калдерма. Гледам и коментарите и на медиумот, каде што сте уредник и овде на Цил медија и во многу други на социјалните мрежи, јавноста често, таа загрижениот дел од јавноста зна да прашат, ќе не биде ли? Не знам до кога ќе го поставам тоа прашање, што мисли Делала? Ќе не биде ли? Знаете што, Иванов, јас не би бил тука во ова студио, на ова столче сега, ако не мислам дека ќе не биде. Тоа значи дека ќе не биде и сепак мислам дека оваа земја, ова општество, овие граѓанки и граѓани имаат во себе капацитет и волја и знаење да го изградат животот, да им биде подобар и ним, а уште повеќе на идните генерации. Добро, но со вакви 30 годишни политички партии како носители на сите конјунктури, на сите процеси во државата, од тука и прашањето, луѓето се разочарени дали ќе не биде. Какви политички партии имаме, а какви ни треба всушност во реченица 2? Имаме се подобри политички партии. Да се разбереме. Имаме политички партии и во опозицијата. Јас би рекол дека има членство и политички партии и структури во кои има многу силен капацитет. Проблем е што дел од политичките партии во нашата земја беа своевремено киднапирани од луѓе кои има поинакви интереси, а не генерално исти, за македонските стратешки партии. национални Може ли интереси. ден денеска да констатираме дека на некој начин може би е прегруп зборот сега киднапирани, но се уште не се доволно демократски, покрај некои исчекори и обиди, кога доаѓаат партиите на власт, се однесуваат во институциите адекватно и истоветно како да управуваат со политичката партија. Тој менталитет некако не се промени. Дали е клиентелизмот проблем, дали недовербата во широко отворање на вратите за способни, паметни луѓе, за младе, за свежа крв и за непартиски луѓе на клучни позиции воопшто во институциите.
Јас би го нарекол тоа, јас би останал на мојот израз киднапирање, јас би го нарекол тоа киднапирање од страна на интересни групи, значи групи на луѓе со интереси кои се бизнис, економски или жедни за моќ и така натаму, некои од нив со проблеми, нели, психолошки, кои се разбира дека гледајќи дека ова општество, просторот за општествено дејствување на граѓанинот, граѓанките, на поединците, на заедниците, е пред се поставен на тој начин што политичките партии ја имаат најголемата моќ. Спомнав дека овие локални избори може би како лакмус пуштија некој сигнал. Што мисли Дерала за овој активизам што влегува во политика? Да. Од сферата на културата повеќе познати личности, од невладиниот сектор исто така. Може ли тоа да биде и контрапродуктивно за луѓе кои јавноста ги доживува како паметни, честни, за кои навија ги гледа како победници, сега на овие избори да види во нив и губитници? Секојаш има ризик, се разбира, го насетувам и тоа ваше сугерирање дека може да постои ризик. После изборите, откако дел од луѓето ќе се разочараат, ќе го покажат прстот кон граѓанските организации и ќе речат, еве, уште еднаш се покажа дека вие лажете, дека само сакате моќ и така. А всушност треба да биде совесно општеството, нели? Имено. Но секој има право да го користи уставното право. Да се вратам на тој дел кој многумина во изминатиот период велат дека ова е некоја своевидна пролет на граѓанските организации или независните кандидати и така натаму. Не, тоа не е точно. Тоа повеќе како поединци би ги гледале од невладините, не како невладини. Но и не е точно. Независни кандидати нема многу на овие локални избори. Најмногу независни кандидати имаше во 2005 година, кога секој четврти кандидат за градоначалник всушност беше 25% беше независен кандидат. Овде имаме не знам, помалку од 20. Но тогаш не произлегоа тие кандидати од невладиниот сектор, од граѓанските здруженија. И да и не, некои беа во граѓанскиот сектор, некои беа интелектуалци. Прашањето беше дали слабе вака граѓанскиот сектор, дали губи доверба во јавноста, во граѓаните, кога влегува во политиката, затоа што мисли дека од политиката натре може нешто да придонесе. Верувате ли дека граѓанските активисти, како политички активни, можат повеќе да придонесат за менување на состојбите на подобро? Апсолутно се согласувам до збор со една ваша анализа која издадовте, ја објавивте на Цивил Медија пред повеќе од месец дена и ја препорачувам на публиката да ја прочита. И таму, меѓу другото, вие и сугерирате дека е проблем кога граѓанското општество ќе влезе, ќе се ispolitizira. Впрочем, тоа е и регулирано со закон. Политички ангажман на граѓанска организација не е дозволен, заради тоа што учество во политичка кампања не е дозволено, тоа е и неетички. Особено затоа што вам ви се потребни 5 луѓе за да формирате невладина организација, а за да формирате партија се потребни 1000. Да, добро, независни листи, нели тоа не го и сега независните листи се друга приказна, кај нас бројот на потписи за независни кандидати па е превисок во однос на другите демократски земји. Но тука треба да се постави еден баланс. Дали некој ја употребува, односно злоупотребува граѓанската организација во која се наоѓа за да постигне некаква политичка моќ, или пак граѓанската организација се решава да поддржи одредена идеја. Првото е злоупотреба, второто е нормален социјополитички ангажман на граѓанските организации. Граѓанските организации не се аполитични групи. Напротив. За жал минутите брзо ни минуваат, но нешто спомнавме, бидејќи постојано сте блиску во политиката, го кажете својот суд, но во рамките на овој амбиент сега изборен, предизборен практично, нели проработе кај Џабир Дерала доека ги следи состојбите, пресконференции држи, е централна наблюдувачка фигура и во цивил за овие избори, да каже, јас да бев вака треба, некој порив за да влезе во политиката, нешто да исправи? Не се ни сеќавам дека таков порив
сум имал, може би сме разговарале со другарките и другарите на маса во необврзан разговор, секој од нас рекол, јас да бев. Иако во мојот случај дури и многу ретко се случува тоа. Како на фудбалски надпревар публиката, јас да бев, нели, ќе Јас да шутне бев, вака, ќе даде ќе гол. шутирав право гол. Јас мислам дека едноставно јас го разбирам граѓанското општество како толку вредно, толку комплексно и толку потребно во еден социополитички контекст во едно општество, што ако некој влегол во тоа, тогаш нема потреба да станува политичар или да артикулира својата енергија, своето влијание преку политичка партија, колку и да е политичките партии, колку да го имаат окупирано целиот простор, навистина има малку простор. Завршуваме со една реченица ваш одговор за тоа кои се амбициите на Цивил, нови медиуми, радио можеби, телевизија можеби, кои се амбициите на Џабир Дерала за развојот на Цивил? Ние ги дискутираме тие планови, секојдневно што се вели, меѓутоа исто така и низ разни форуми, собрание, состаноци и така натаму, воркшопи. И мислам дека треба да го следиме трендот, да бидеме што е можно подобри таму, а тоа е интернетот. Онлайн платформите, технологијата, новите технологии се доминантни и ние таму ќе одиме. Радио, колку и да го сакам, јас лично сум работел многу во радио, не. Телевизија не во класична смисла на зборот. Туку, да, интернетот дава многу можности. Телевизија, да. Џабир Дерал, благодарам. Дистрикт, интервју, Цивил Прест студио, интервју со Џабир Дерал.